Без нафта и лаптопи, деновиве останаа повеќе училишта во регионов. Последниот случај е од вчера, кога е пријавена кражба на 2 лаптопа и 1 полнач во основното училиште Пашко Васа во Тетовско Чифлик. Тоа што ја издвојува оваа од останатите кражби е што сторителот брзо е фатен. Се работи за 15-годишник од селото, кој е повикан на разговор, со потврда одземени му се предметите и подоцна вратени му се на училиштето. Против малолетникот ќе следува соодветен поднесок. Во случајот со основното училиште Скендербек во Джепчиште, кога се скршени 7 прозорски стакла и 2 влезни врати од стариот објект, полицијата трага по сторителите. Оштетувањата во средата ги пријавиле представници на училиштето, а вкупната материјална штета е над 30.000 денари. Ноќта помеѓу 28 и 29 овој месец, за сега непознати сторители, провалиле во бутикот Алеза, лоциран на улицата Мурат Бафтијари во Тетово, собственост на 37 годишен тетовец. По насилното отворање на влезната алуминиумска врата од внатрешноста на објектот, одземени се 25 пара народни носи и кафтани и 10 пара димии. Вкупната материјална штета во оваа кражба, според собственикот на бутикот, се проценува на околу 300.000 денари. Штета од околу 300.000 денари има и семејството на 55 годишен тетовец, чија куќа изминатата ноќ била зафатена од оган. Огнот пламнал во ходникот на објектот лоциран на улицата Ѓорче Петров во Тетово, пошто го зафатил и покривот. Опожарена е покуќнината во двете простории, како и покривот од греди и керамиди, додека во третата просторија биле зачадени само зидовите. Со интервенција на тетовските пожарникари, пожарот е целосно локализиран, а повредени нема.